Се поизвесен е најавениот штрajk на просветните работници, иако учебната година се уште не започнала. А лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, денес изјави на чија страна е и што очекува од владата. Почитување на колективниот договор, кој што е превземена обврска од страна на владата, е основен предуслов за да колку толку се врати достоинството кај овие луѓе. За жал тоа не се случува, континуирано тие се жртва на манипулација од страна на владата и јас како човек, како еден од нив, бидејќи како што кажав сум дел од тој образовен процес, барам од страна на владата само да се почитуваат правата на наставно образовниот кадар и да се почитува колективниот договор. Се останатото е само обичен политички спин и една гимнастика која што за жал се повеќе ќе го прави тежок животот на наставниците и професорите и тие наместо да образуваат, ќе се борат како да преживеат во месец. Во однос на барањето од Националната мрежа на земјоделци, владата да прогласи елементарна непогода за нивно обештетување, Мицкоски е со следниот став. Тоа за земјоделците не важи. Не важи за земјоделците од Пелагонија, кои што не можат нормално пшеницата да ја продават по онаа цена по која што нив ги чини да ја произведат, односно ја продаваат за двојно пониска или пак скапува во амбарите. Во Росоман и праската и кајсијата, но и останатите земјоделски производи скапуваат на нивите. Зошто скапуваат? Затоа што системот за наводнување кај сифонот Макарија не функционираше повеќе од еден месец и за жал тоа има огромна штета по земјоделците од тој крај. Ниска е цената откупна за раноградинарските производи, катастрофална е состојбата во ресенско својаболкото, оризопроизводителите исто така се на колена. Една сеопшта катастрофа која што се случува, системот за наводнување низ Источна Македонија не е исчистен, не се вложува, така што имаме една катастрофална состојба која што 6 години има затекнато земјоделците и според Мицкоски, идната влада на ВМРО ДПМН сите сегашни аномалии во земјоделието ќе ги елиминира и има план за поголема поддршка. Но на што е добро во целиот овој процес е што за неколку месеци од денеска владата на ВМРО ДПМН, како и во минатото, така и во иднина, има сериозна намера да се занимава со земјоделците. Годишно најмалку 20 милиони евра инвестиции во системи за наводнување или во еден мандат повеќе од 80 милиони евра.